Драги другарчиња, добродојдовте во мојот простор за вежбање и наоѓање бестрашност. Моето име е Ивана и денес сакам да ве прашам дали имате некои стравови, дали од нешто ви е страв, може би од темница или од гласни звуци, може би од домашната што не е завршена се уште, мене тоа ми е најголемиот страв. Сакам да ви кажам дека во нашата глава, во нашите умови, нашите мали мозочиња има еден тигар, едно моќно, јако животно што спие најчесто, ама е тука да не заштити. И кога ќе се уплашиме од нешто, тој тигар се буди, доаѓа и одма погледнува што се случува тука и сака да процени. Ако треба да ја поминеме улицата, тука ни помага да не предупреди, да ни каже пази да доаѓа кола. Ако веќе од темница или од некој јак звук, може да се разбуди и да се уклучи, да проба да не заштити кога нема потреба. Треба само да го клучиме светлото. Овој тигар можеме да го стишиме, да го направиме мирно маченце, преку вежби и преку бестрашност наоѓање во нас. Ке почнеме со вежбите. Дланките ќе ги ставиме убаво на земја, коленцата убаво на земја цврсти. Ќе ги почувствуваме и ќе вдишеме нагоре. И како маче ќе издишеме, ќе се накострешиме. Ќе вдишеме нагоре, ќе погледнеме и ќе се накострешиме како маче. И уште еднаш ќе вдишеме. Ќе издишеме, ќе издишеме, ќе издишеме, ќе издишеме, ќе се бутнеме. И ова е нашиот страв. Вдиши во средина, сега ќе го будиме нашиот тигар. Опашката убаво ќе крене горе со едната нога, ќе погледне и ќе издише, ќе бутне цврсто. Има сила нашиот тигар. Дишуваме, се отвораме, со павчето нагоре и ќе издишеме, ќе се бутнеме. И сега ова опавче ќе го разбудиме цврсто и ќе издишеме, ќе го спуштиме, па ќе го однесеме нашето стапалце напред, за да застанеме цврсти и бестрашни. Тука јаки, но може би нашиот страв не е победен. Може би уште имаме стравови и секогаш е паметно да изброиме до 10 со нашите стравови. Ќе застанеме цврсти, ќе однесеме таа десна рака напред, ако десното ноѓе ни е напред, и со другата рака ќе го потегнеме лакот. Пред нас ќе замислиме една цел и таа цел е нашиот страв и ќе почнеме да броиме. 1, 2, 3, 4, држи силно 5, 6, 7, 8, 9, 10 и пушти ја таа стрела, уништи го стравот. Нека го снема. Ќе го направиме истото на другата страна. Но прво ќе вдишеме, ќе издишеме долу и тоа друго ноѓе, левото, ќе оди горе, ќе издишеме, ќе се бутнеме таа сила да ја најдеме. Ќе вдишеме, ќе издишеме таа сила да ја најдеме. И ќе вдишеме горе и тоа стапалце ќе го ставиме меѓу раце, за да се кренеме цврсти, јаки, со нашиот тигар во глава, со нашата тигрова сила во глава. И ќе го потегнеме лакот повторно, но овој пат ќе броиме од 10 наназад. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, држи 2, 1 и пушти ја таа стрела, нека го уништи стравот во тебе. Драги другарчиња, секогаш, кога се плашиме од нешто, можеме да изброиме до 10 и назад. И тој тигар, наместо да се спреми некој да повреди, ќе го направиме мирно маченце во нашиот ум, во нашето мозоче.
драги другарчиња. Сите стравови можеме да ги победиме. И нашето накострешено тигрче внатре можеме да го смириме, да биде мило маче и да знае секогаш да ни го покаже патот што треба да го одиме. Затоа што кога е накострешено и цело многу страшно, многу уплашено, знае да повреди други. А треба само да не биде тука да не заштити. И како една задача, за да ги победиме сите наши стравови, убав лист хартија, да нацртате од што ви е вас страв. Ако е тоа пајаче, може да го претворите во цветче. Ако е тоа некоја страшна мечка, да ставите убав шешир и да стане мечка спремна за шетање. Драги дечиња, знам дека сте вие бестрашни, знам дека сте многу јаки и вашите тигриња знам дека можат да станат многу мили мачиња што ќе му помогнат на овој свет. Фала ви за овој час, фала ви за оваа дружба. Се гледаме бестрашни понатаму.